40.000 гости очекува Дојран за продолжениот празничен викенд. Игла нема каде да падне во градот на Леандрите. Полни плажи и угостителски објекти се бара легло плюс за сместување на Дојранското крајбрежје. Туристите велат дека ова езеро им е прв избор за летување поради алгите и топлата вода. За разлика од понапредното временски интервал, сега е многу подобар, дури може малце да се конкурира и доста со Охрид. Смештањето е задоволен, хигиената е задоволно и меѓу најдобрите одморалишта во Македонија. Многу убаво, пријатно, средено, немам зборови, само похвали. Водата си ја знаеме, водата е таа која што си е, мислам, секоја година, топла е. За дечките е супер. Од вода, да. Супер, сите задоволно, плажите се добри. Да, гледам дека понапред имаше, сега има лежалки, има и добра плажа. Водата е супер, се тоа. Дојран во последно време е нешто најдобро за Македонија. Подобро дури во сите погледи. И од Охрид и од другите места. Затоа што луѓето овде се слободни и се чувствуваат слободно. И убаво му е на сите. Така да Дојран во последно време ќе биде светска дестинација. Само треба малце да се поработи на случајот. Тоа е работа. Многу убаво. Многу и задоволни сте. Да. Задоволни сме, многу убаво. Значи Дојран е прекрасен. Многу е уреден сега. Пред неколку години сме доаѓале, а плажите беа повлечени понатаму. Сега е водата надојдена и има многу вода. Надојдени на годишен одмор или пак само за годишен одмор? Многу убаво. За наши услови, за наши плати, како да ви речем. Добре, водата надојдена, добре, се добре. Дотерале малку Дојран, замучил се на добре. Вие сте за празникот овдека или на годишен одмор? Не, на годишен, јас сум денески си одам, јас сум 10 денати. Задоволни сте од капацитетите за сместување? Да, добре, задоволни сме од се. Со враќањето на водата во Дојран полека се зголемува и бројот на гости. Туристичкото биро при општина Дојран бележи дефицит на сместувачки објекти. Потребите се двојно поголеми од расположливите капацитети, вели градоначалникот Стамов. Сегашниот капацитет на Дојран е некаде околу 11.000 легла, во околу 250 издавачки капацитети, а во минатото капацитетот било околу 30.000 легла, значи недостасуваат за оној стар Дојран како што бил во минатото, некаде од 20.000 сместувачки капацитети, што веруваме, со зголемувањето на бројот на туристите, со враќањето на интересот за Дојран, со станувањето на атрактивна дестинација Дојран, веруваме дека и приватните инвеститори ќе пројават интерес за инвестирање токму во сместувачки капацитети во Дојран, а ние како локална самоуправа ќе ја завршиме нашата работа во поглед на одбележување или давање на сами локации за помали, поголеми сместувачки капацитети, хотели и така натаму, меѓутоа и враќањето на камповите во Дојран, зашто сметаме дека во овој момент недостасуваат. Минатата година во Дојран се реализираа преку 100.000 ноќевања за време на туристичката сезона.